Почитувани представници на медиумите, на денешната владина седница се донесе нова одлука како резултат од Националниот план за производство на храна, а тоа се однесува на објавување на нови 4 јавни огласи, преку кои што се ставаат на располагање нови 4294 хектари државно земјоделско земјиште до 3 хектари во сите 31 регион во државата. Земјоделското земјиште кое што се дава на овие јавни огласи што денеска поминаа на владина седница е за сите насади, односно за сите намени, и тоа долгогодишни насади за лозја, за овоштарници, за оранжерии на период од 30 години, за маслинарници, пчелни семејства, за сите останати намени кои што Законот за земјоделско земјиште ги дозволува, се ставаат во функција нови 4294 хектари. Сакам да најавам дека веќе подготвуваме и нови 2 јавни огласи кои што ќе следат до крајот на месец мај, а кои што се однесуваат за доделување на државно земјоделско земјиште над 3 хектари. Едниот ќе биде за одгледување на сточна храна, односно ќе биде наменет за сточарите на нивно барање, а вториот јавен оглас е за сите останати намени во Законот за земјоделско земјиште. Нашата цел е зголемено домашно производство и затоа веќе пред неколку дена заврши и се отворија понудите на јавниот оглас кој што минатиот месец беше распишан, а тоа беа 5722 хектари земјоделско земјиште над 3 хектари, кој што беше наменски и се однесуваше за стратешките култури: пченица, пченка, јачмен и останати, распределени во 14 региони во државата. Она што може денеска да го кажам, по завршувањето на рокот за доставување на овие понуди, односно овој прв јавен оглас, е дека интересот е огромен. Пристигнаа досега рекордни апликации, рекорден број на апликации за сите 650 целини кои што ги објавивме на претходниот оглас. Комисијата заседава и јавното надавање за тоа кој ќе склучи договор за закуп на земјоделско земјиште по однос на овој прв јавен оглас веќе ќе биде закажен за следната недела. Меѓутоа, фактот дека интересот е огромен говори за тоа дека се доделуваат атрактивни земјоделски парцели во сите региони и дека ова ќе влијае на зголеменото домашно производство. Дополнително, денеска, како што кажав, владата донесе одлука за нови 4 огласи во вкупна површина од 4300 хектари, а веќе до крајот на мај ќе имаме уште 2 нови јавни огласи за околу 5000 нови хектари. Тоа значи секоја педа земја да биде ставена во функција на земјоделското производство. Дали за производство на стратешките култури, дали за сите намени кои што и за секој тип на производство согласно Законот за земјоделско земјиште. Мене оваа бројка ме прави среќен затоа што успеавме во нашата цел поставена во Националниот план за производство на храна, кој што покрај мерките од останатите програми опфаќа и доделување на земјоделско земјиште во сите региони за стратешките култури, но и за сите останати. Исто така на денешната владина седница поминаа измени во програмата за директни плаќања, каде што го врзуваме, односно праќаме уште една порака за договорното производство на сончоглед, субвенциите кои што дополнително ги добиваат земјоделците во делот на одгледувањето на сончоглед, сега се врзуваат со условот и доказот да истите целокупното производство го имаат предадено на домашни преработувачки капацитети, се со цел да производството од сончоглед, кое што очекуваме да биде зголемено, па може би дуплирано оваа година, остане дома, се со цел да го зголемиме домашното производство на масло за јадење и да ја намалиме постепено увозната зависност. Исто така се донесува мерки кои што треба да помогнат во проблемите на откупот на јаболко, на ориз, односно дополнителни 3 денари и за откупот на јаболко и на ориз во првите месеци од годината. Продолжуваме на секоја владина седница со нашата борба да носиме постојано нови мерки и политики во делот на земјоделството. Денеска ме радува фактот што може да соопштам дека денеска е направена и првата исплата на дополнителните субвенции од интервентниот фонд на 1066 корисници, апликанти кои што набавија
вештачко ѓубриво кој што ги доставија фискалните сметки и на истите нив денеска им се исплатени околу 15 милиони денари преку новиот интервентен фонд и дополнителните мерки. Благодарам. Апсолутно, националниот план е донесен пред се за да ги искористиме сите домашни капацитети и потенцијали, да ги искористиме земјоделската земја, пасиштата, се она што ни го дала природата, државата, буквално да ги ставиме во функција на зголемување на производството, со дополнителните мерки кои што ги носиме, со дополнителните стимулации од 100 евра по хектар за сите оние кои што ќе ги употребат сите агротехнички мерки и ќе остварат зголемен принос во следната година. Исто така ги мотивираат земјоделците да аплицираат на огласите за земјоделско земјиште, да аплицираат во мерките во интервентниот фонд. Фактот што денеска се исплатјат над 1066 апликанти само во една недела кои што набавиле вештачко ѓубриво и фактот што има огромен број на апликации токму во овој период кога ги фаќаме и пролетната и есенската сеидба говори дека следната година ќе имаме зголемено производство. Она што јас го очекувам е ако беа откупени оваа година 5000 тони сончоглед за производство на масло за јадење, следната година тоа да биде дуплирано, околу 10.000 тони. Тоа го потврдуваат и преработувачите заради интересот на фармерите и земјоделците. Тоа го потврдуваат и директно земјоделците во самото министерство, заедно со останатите мерки кои што ги нудиме. Тоа е мерките за поддршка за кофинансирање на трактори, на мали силоси до 25 тони, на системи за наводнување, на капка по капка договорите и на сите останати мерки за поддршка на стратешките култури, верувам дека ќе успееме во нашиот план и на среден и на долг рок и да го намалиме увозот, но и да станеме увозно независна, а секако дека за следната година очекуваме зголемени приноси, односно зголемено домашно производство. Благодариме.